Белешки за дневните настани на Крсте Петков Мисирков. Мемоар на Крсте Петков Мисирков, 6. јули 1913 година. Колегата на Киселинов во изданието Славјански југ, господин Марковиќ, србин, студент по право, мошне се разликуваше од него. Марковиќ беше со висок раст, со сипаничаво долгнавесто лице, со истакнати јаболчици, бавен во движењата, разумен. Кога не посети, се извини што не беспокои, без да биде запознаен со нас, и ја бакна на жена ми раката кога дојде и пред заменувањето. Тој заедно со Киселинов ме молеше да земам учество во Славјански југ. Јас им се заблагодарив за поканата, но одбив поради немање слободно време. Господин Марковиќ сосема поинаку го сваќаше моето учество во списанието. Додека Киселинов ја имаше предвид само материјалната страна на работата и само патем размислуваше за практичното значење на списанието, господин Марковиќ со своето учество реши споменатото издание да го направи безопасно за интересите на Србија и по можност да го искористи за интересите на српскиот народ. Во ведните статии или ги пишуваше, или ги прегледуваше господин Марковиќ, од чие перо излегува многу статии и забелешки за Босна и Херцеговина и за другите српско-хрватски земји. Цртежот на корицата со слика на Австрија со патерици која и се заканува на малечката Србија, очигледно е исто така сугерирано од господин Марковиќ. Од тука е јасно дека бугарскиот литературен потфат на господин Киселинов беше вешто искористен од умниот србин за пропагандни цели во корист на српските интереси. Тука природно се јавува прашањето: кој од представниците на двете јужнословенски нации излезе попрактичен, србинот или бугаринот? Одговорот е јасен. Прочуената бугарска практичност во овој случај испаѓа во мошна неповолна светлина во споредба со практичноста на србинот. Сега да ги споредиме господин Киселинов и господин Марковиќ со господин Гешев и Пашиć и ќе видиме дека паралелата е целосна. Словенофилските расположенија на господин Гешев се покажаа сосема неубедливи во споредба со јасно обмислениот план на Пашиć за проширување на границите на Србија. Не треба да се заборава дека раководителите на надворешната политика на Бугарија и Србија се типични представници не само на расположението на двата народи за време на Балканските војни, туку и на методите со чие посредство може да се реализираат националните цели на тие народи. Разликата меѓу бугаринот и србинот за време на Балканската војна се појави во безумната храброст на бугаринот, во неговата готовност да ги жртвува сите своји материјални и духовни средства за победа на бугарскиот идеал. Меѓутоа, покрај тоа, бугарите не беа далековиди за да ги обезбедат плодовите од бугарски победи, кои ги искористија послабите бугарски сојузници во војната со Турција. Сојузниците на Бугарија се покажаа подалековиди. Грците не брзаа кон Битола и Јанина, тие брзаа пред бугарите да влезат во Солун и со тоа да си го обезбедат не само овој град, туку и целиот поранешен Солунски вилајет. Грците и тука не брзаа и ги поштедуваа своите војници, трудејќи се да се најдат во Солун со што помал број човечки жртви. Ми кажуваа за време на војната дека само бугарите ја спасиле армијата на принцот Константин од зарабување кај Солун. Меѓу Вардар и Солун, каде што грците биле речиси без артилерија, која пропаднала во калта на запад од Вардар, грчката армија ќе беше заробена да не беа бугарските четници и армијата на генерал Ковачев, која веќе водела борби со турците, кога грците зад грбот на бугарите почнале да преговараат со Таксим Паша за предавање на турската армија, односно Солунскиот гарнизон, на сојузниците. Кога го постигнал ова, принцот Константин прв влегол во Солун, измамувајќи ги бугарскиот престолонаследник Борис и генерал Ковачев. Србите действуваа не помалку пресметливо од грците. Тие даваа необично бомбастични и фалбаџиски извештаи за своите малобројни победи врз турците. Никој од сојузниците не ги демантираше српските воени билтени. Грците исто така се трудеа да не заостануваат за србите во тој однос. Србите или мошне пресретливо се однесуваа спрема представниците на европскиот печат
или воопшто не ги допуштаа до боиштата, постигнувајќи европското јавно мислење да им верува на нивните официјални соопштенија за невиденото јунаштво на српската армија. Српските воени власти особено упорно ги опколуваа руските дописници и лекари. Србите грижливо се однесоа за време на војната спрема своите културни потреби, заштитувајќи ги своите професори од разгром. Професорите и поранешните министри службено гостуваа во Петербург од самиот почеток на Балканската војна за да го одработат руското јавно мислење во корист на српските интереси. Разбирливо е дека притоа србите не се срамеа од прифатените сојузнички обврски спрема бугарите. Завладувајќи ја Македонија по две битки кај Куманово и Битола, србите почнаа да ги употребуваат сите механизми со цел да останат во заземените места. Почна насилно претворање на македонските бугари во срби, одземање на бугарските манастири и цркви, тепање учители, поранешни четници, бугарски свештеници, почнаа преговори со Грција, Црна Гора и со Романија против Бугарија, обвинување на Бугарија за австрофилство и симулирање љубов и преданост кон Русија. Ова последното србите го правеа виртуозно. Така, например, еднаш србите се обратија во Петербург од името на српските ранети војници со молба да им пратат во Скопје фотографии на царот император со императорското семејство. Молбата беше исполнета и илјадници картички со портрети на царското семејство беа распространети меѓу српските ранети во Македонија како знак на благодарност на Русија спрема србите, што би требало да им ја истакне на македонските бугари неменливата желба на Русија да ја остави Македонија под српско владење. Словенската идеја е убав збор и истовремено мощно е важно политичко оружје во рацете на тие што умеат да го користат. Русија го користеше тоа средство во минатиот век. Таа го искористи во сегашната Балканска војна. Бугарија успеа да го организира Словенскиот конгрес, собор, во Софија во 1910 година и да ги демонстрира пред словенството и пред Европа своите културни успеси и својата благодарност према Русија за ослободувањето. Бугарските словенофили во своите органи даваа најдетални извештаи за состојбата кај словенските народи и активно се бореа за општословенските интереси. Бугарските професори Цонев, Милетич и други на Словенскиот конгрес во Софија во 1910 година несебично и упорно се бореа за општословенски јазик како средство за културно обединување на словените, а како таков сакаа да го видат рускиот јазик. Бугарскиот словенски календар изобилуваше со руски портрети и сепак бугарите не успеа да ги придобијат цврстите симпатии на Русија, можеби делумно и како последица на непостојаноста на руската душа, а исто така и поради други причини, кои бугарите не можеа да ги одгатнат. Србите во овој случај се покажаа како подалековиди. Тие ја почувствуваа желбата на рускиот човек за награди и затоа при секој поволен и неповолен случај ги подаруваа своите ордени, трудејќи се со нив да врбуваат нови пријатели за Србија. Со фалбаџиски депеши за војните успеси создадоа илузија за превагнување на српските победи над бугарските. Со интригите на професор Кошутич и на поранешниот министер Генчич, во Петербург се успеа да се придобијат рускиот печат и руските словенофили на страната на Србија. Српските агенти во Русија, во лицето на архимандритот Михаил, игуменот на српскиот атонски метох во Москва и во лицето на србите соработници во руските весници, во врска со словенското прашање, действуваа без никаква конкуренција од бугарите. Понатаму, србите успеа да го искористат руско-австриското непријателство и да се прикажат како сигурна потпора на Русија во идната руско-австриска војна, представувајќи ги бугарите како непријатели на словенството, неблагодарни спрема Русија и приврзаници на Австрија. Умешно користејќи го австрофилството на бугарите како плашило за Русија, србите се прикажуваа како вистински словенофили, а бугарите ги представуваа како непријатели на словенството. Интригите на србите имаа огромен успех. Тие успеа да ја убедат руската јавност дека интересите на Србија на Балканот се интереси на словенството. Врз таа основа тие успеа без никаков протест од страна на Русија и словенството да формираат коалиција со несловенските држави, Грција и Романија, и дури и со Турција за погром на Бугарија во интерес на словенството и на несловенските пријатели на Србија.
Залудно Бугарија протестираше, залудно се повикуваше на договорените обврски со Србија, на арбитражата на Русија. Никој не обраќаше внимание на бугарските протести. Во интерес на словенството, Бугарија беше препуштена да ја изедат Србија и нејзините несловенски пријатели. А кога Бугарија се најде осудена да биде жртва на словенското чудовиште и кога се обиде да побара поддршка надвор од несигурниот, каприциозен, користољубив и одмазнички словенски свет, неочекувано и беше објавена војна и таа со круг од непријатели беше нападната од сите страни. Така плати Бугарија не за своите нескромни апетити, туку затоа што беше премногу доверлива и отворена и слабо ги познаваше своите соседи, а исто така и средствата за постигнување на бугарскиот национален идеал. Резултатите од Балканската војна за Бугарија во споредба со претрпените жртви се крајно скромни и дури ништожни во споредба со загубите што ги поднесе бугарскиот народ во корист на поранешните сојузници, како и во корист на Романија, а можеби дури и на Турција. За жал, бугарите во овој случај треба да се обвинуваат пред се самите себе си. Кај нив не достигаше политичката далековидост да ја сватат реалноста што доаѓаше. Царот Фердинанд постапуваше како европеец, склучувајќи писмен сојузнички договор со Србија и ист таков со Грција. Тој го подготви и го реализира истерувањето на турците од Европа, но заборави дека живее на исток, каде што, наместо рицарската честност на западните народи, постои наследство од византиските обичаи, подмолноста и измамата. Царот Фердинанд правеше се што е можно да ја направи Бугарија независна држава, која ќе влева доверба и симпатии кај двете групи големодржавни сојузници. Тој не можеше и не требаше да води сметка за тоа дека таквата политика на Бугарија може да не им се бендиса на странските словенофили, кои мечтаат за една словенска империја и општословенски цар. Царот Фердинанд е водач на бугарскиот народ, кој има своји национални интереси, меѓу кои доминираат обединувањето на бугарскиот народ и мирното сожителство на сите европски држави, без разлика на нациите. Бугарскиот цар правилно ја свати својата мисија и честно се трудеше да ја зголеми благосостојбата на својот народ. Тој не е виновен што неговата политика засегна нечии самољубија. Тој не е виновен што не го сватиле во Русија. Еден бугарски дипломат, одескиот генерален конзул Б.П. Кисимов, пред Балканската војна ми рече: целиот бугарски народ е русофилски настроен. Војна меѓу Русија и бугарите не може да се замисли. Тоа е очигледно за сите. Бугарската влада се труди некако да го замаскира бугарското русофилство за тоа да не биде плашило на Европа. Во Русија тоа не го сватија и што презедоа. Непомирлива позиција во однос на царот Фердинанд. Колку популарен беше тој во Бугарија, колку повеќе симпатии имаше во Европа, со толку поголемо непријателство се однесуваа кон него во Русија. Царот Фердинанд направи се за да ги заштити интересите на бугарскиот народ. Не е негова кривица тоа што Бугарија претрпе неуспех. Сосема поинаква е положбата на бугарската влада. Таа направи низа грешки кои му наштетија на делото. Пред се, Македонија требаше да се заземе со заеднички српско-бугарски војски и требаше заеднички да се води војната на Трекиското боиште. Меѓутоа, во Македонија преку Вардар имаше само мали четнички бугарски одреди, а 15.000 македонски доброволци се наоѓаа исто така во Тракија. Заедничкото водење на војната во Македонија и во Тракија рамномерно би ги распоредило жртвите и тешкотиите на војната и освен тоа, од една страна, би му овозможило на голем дел од бугарските војски да се одморат во Македонија, од друга, бугарите таму би имале свој готов гарнизон, кој би можел да ги брани бугарските интереси во согласно со српско-бугарскиот договор. Благодарение на грешката на бугарската влада, србите во Македонија водеа само 2 битки со турците во почетниот период на војната, кај Куманово и кај Битола. Двете битки траеа по 2-3 дена. Сето друго време, српските војски одмараа во топлите домови во бугарските населби на Македонија, не трпејќи недостиг од ништо. Не беше исто кај бугарите.
бугарските војски, по тешките походи и низа големи борби со турските сили, требаше втората армија 5 месеци да стои под Адрианопол, а првата, третата и четвртата армија до склучувањето на прелиминарниот мир со Турција под Чаталджа и Булаир, непрекинато борејќи се со непријателот. 45.000 српски војски исто така се бореа под Адрианопол. Со двајца од нив разговарав во Софија на 5 и 6 ноември 1912 година. Еден од моите соговорници, кој се враќаше во татковината од Адрианопол, ми ја опиша ужасната слика на војската под Адрианопол. Тој тврдината ја нарече недостапна. Условите за борба на армијата што ја обседна крајно тешки и без заземањето на Адрианопол и победата над Чаталџанската армија, победите на сојузниците се сметаа несигурни. Чаталџа тој ја нарекуваше грлушник затворен со тапа, бугарската армија. Ако турците успеат да се ослободат од таа тапа и да го ослободат Адрианопол, тие лесно ќе ја заземат не само Софија, туку и Белград. Други срби, учесници во војната во Македонија и под Адрианопол, кажуваа дека во Македонија не била војна, туку прошетка. А еве, под Адрианопол е вистинската војна. Во Македонија се наоѓаше опашката, а под Адрианопол главата на зверот убиван од сојузниците. Зашто бугарите го тепаат зверот по главата не само кај Адрианопол, туку и низ цела Тракија, дури до Чаталджа и Булаир. Бугарите ја издржаа целата тежина на војната, давајќи огромни жртви и измачувајќи ги војниците што останаа живи на позициите кај Адрианопол, Чаталджа и Булаир. Бугарската армија немаше топли зимски станови, таа самата ја дотепа главата на зверот, оставајќи им на другите сојузници да ја дотепуваат опашката. Бугарската армија со неверојатна храброст изврши големо историско дело. Ги истера турците од Европа. Но таа таму ги остави своите главни морални и материјални сили. Новата војна со 5 држави што и беше наметната, со накршени сили на народот од 8-месечната војна со турците, и даде можност повторно да покаже неверојатна храброст, но без надеж за конечен успех. Владата на тој начин, нецелисходно и штетно за бугарскиот народ, изработи план на војните дејства на сојузниците против Турција. Понатаму, таа премногу им веруваше на сојузниците и видливо не протестираше против дејствата на сојузниците, кои од самиот почеток на војната пројавуваа намери да ги нарушат условите на сојузничкиот договор. Таа воопшто не ги познаваше своите сојузници и не го подготви народот за можноста со војна со грците и со србите, кои предвидоа таква војна и во текот на многу години, особено србите, го воспитуваа народот, представувајќи ги бугарите исто толку омразени за нив, како и турците. Бугарската влада за време на војната ја уништи бугарската интелигенција, а особено бугарските професори. Овие грешки на бугарската влада ја искористија поранешните сојузници за да го ограбат бугарскиот народ, кој беше истоштен од војната со турците, одземајќи му добра третина од сите земји населени со бугари. Рускиот печат смета дека Бугарија е виновна и дека поранешните сојузници се великодушни спрема неа. Поранешните сојузници многократно им се одолжија на неблагодарните бугари за непочитувачкиот однос кон дописниците на руските весници, според заслугите на браќата бугари. Па нели тие се толку лоши? Тие во почетокот многу ги разгалуваа руските дописници. Речиси во чест на секого организираа банкет, а по битката кај Луле Бургас станаа толку независни во однос на руските дописници, што дадоа банкет само во чест на В.И. Намировиќ Тодоченко. Дописникот на Голос Москви Кузнецов се разлути и почна да ги обвинува бугарите за русофобство и австрофилство. Поради банкетни или други мотиви, неблагодарните бугари и од други руски дописници беа прикажувани како лоши словени, австрофили и друго. И големата ослободителка Русија им ја даде Бугарија на соседите да ја распнат во име на победата на словенската идеја. И воопшто, колку е жестока и бесмислена таа словенска идеја. И така, Бугарија скапо плати поради тоа што не ги познаваше своите соседи,
и не беше подготвена за какви било случајности. Но само полошо е забележена оваа војна. Објективната воена и политичка историја ќе и ја признае на Бугарија главната заслуга за истерувањето на турците од Европа. Откако Бугарија ќе воспостави мир, макар и со многу намалени освојувања, таа ќе признае дека дел од незината историска задача сепак е исполнет. Ние би сакале да завршиме се одеднаш, но тоа не му успеало на ниту еден народ. Новото искуство, стекнато за време на оваа војна, ќе го покаже на Бугарија вистинскиот пат кон заштита на нејзините национални интереси, кои може да бидат заштитени само со нова ориентација на бугарската надворешна политика и со воспитание на бугарската младина во духот на познавање, сваќање и љубов кон историското минато на бугарскиот народ и во готовност секој момент да се жртвува себе си за народните бугарски интереси, од каде и да им се заканува опасноста.